Доктори што не ги примаат, а онамо има луѓе што чекаат. Значи на онкологија е ужас. Ужас неколку што не може да се поднесе. Луѓе во чекаат со сати за да дојдат до хемотерапија. А баш како што влегуваат преку ред. Дајте нека ги примат тие луѓе. Зошто да стојат тука? Зошто да бидат невработени, да не им тече стаж како на сите нормални луѓе? Дајте малце да се направи нешто за овие млади луѓе, да ни останат тука, нели? Сите се бориме да ни останат, да ни останат. Како да останат? А како и народов да остане тука кога ќе нема доктори, ќе нема професори, ќе нема ништо. Значи, до каде отидовме? Многу е жалосно ова што се случува во нашата држава. 2 милиона народ не можеме да се организираме. Срамотно. Во 21 век, 22 до вештачка интелигенција дојдовме. Добро? Не верат, мислам, не кажува дека е готов. Не е донесен уште. Ајде, одиме доле. Добро, не може. Да платите, не можам да платам, затоа што не ми работи банкоматот. Одам барам банкомат, нема. Побарувам пари од луѓе за да можам да го платам. Не дека ми требаат мене пари далеко тоа. Него во моментот немам толку пари за да го платам. Идам натаму наваму за да платам, да го земам резултатот, да го однесам на онкологија. А таму е хаос. Значи, отидете да снимите да видите како е таму. Во ред, јас ги разбирам докторите, малку се, меѓутоа треба да се примат. Значи, министерството или кој да е, треба да поведе сметка за тоа. Зошто луѓе да бидат млади невработени? Стаж нека им тече, кога ќе одат они во пензија, дали ќе земат пензија, дали некој размислува зошто го правиме ова? Последниот пат вашата мајка колку време чекаше за да прими хемотерапија? Знаете, таму е многу гужва. После 12 часот може да очекувате дека ќе завршите. Сабајле доаѓате во 7:30, баш како што паркинг овде нема, доаѓате во 7:30 да фатите ред. А ако стасите на хемотерапија до 1 е супер. Ајде, мојата мајка е од Скопје. А што прават оние луѓе што се надвор од Скопје? Што може да треба да дојдат утре пак? А седи тука без